Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Тутунски комбинат АД Прилеп во 2025 година бележи повеќе од двојно зголемен профит во споредба со 2024. Земјоделците бараат фер поддршка од државата преку субвенционирање и поголема грижа. Дали веќе се создава проблем со набавката на нафта и покрај уверувањата на премиерот дека нема причина за загриженост. Во пресрет на Меѓународниот ден на жената и изборот на професијата може да биде остварување на сонот за една жена. Времето денеска сончево и викендов се очекува слично време. Урбан маркетинг. Држи се до кралските манири и уживај во кафана со Крали Марко. Пиво за уживање. Осигурајте ја вашата иднина со компанијата на која и верувате. Локацијата е нова, а довербата сигурна. Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, на нова локација во близина на Чумовчанец на улица Сотка Ѓорѓиевски број 38. Ние сме друштво за застапување во осигурувањето Протектор, соработуваме со компаниите Винерлайф од областа на животно осигурување и со Македонија осигурување од областа на неживот. Протектор, ваш заштитник од ризици со полиси за животно и имотно осигурување. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов. Прилепскиот тутунски комбинат ја заврши 2025 година со значително подобрен финансиски резултат, остварувајќи повеќе од двојно поголема добивка. Високи се и процентите што ги одразуваат годишните промени кај деловните сегменти. Профитот е зголемен за 116% од 2,9 милиони евра во 2024 на 6,3 милиони евра на крајот од минатата година. Оперативните приходи кои произлегуваат од основната дејност, продажба на производи и услуги на домашен и странски пазар се повисоки за 94%, достигнуваат 19,3 милиони евра. Растот се должи на повисоката продажба како и на поголемата откупена количина тутун. Паралелно и расходите бележат значително зголемување од 61%. Во оваа ставка е запишана сума од 21,3 милиони евра наспроти 13,2 милиони евра во 2024. Нагорното движење е најизразено кај трошоците за суровини и други материјали, но и кај трошоците за вработени. И покрај растот на расходите, зголемените приходи овозможија подобрување на крајниот финансиски резултат, велат од Тутунски комбинат. Сеофатната добивка за периодот јануари-декември 2025 изнесува 6,3 милиони евра, наспроти 3 милиони евра остварени во претходниот едногодишен период, што дополнително ја потврдува финансиската консолидација на друштвото. Менеджментот на Тутунски комбинат посочува дека од 2014 година наваму се преземаат континуирани мерки за стабилизација и развој на компанијата, вклучително и планиран годишен откуп од 2,5 до 3.000 тони суров тутун, негово ферментирање и продажба, најголем дел преку долгорочен договор со компанијата Филип Морис. Паралелно се реализира и производство и продажба на цигари преку системот на лон производство.
Во Прилеп се одржа втората средба на земјоделците од сите сектори во Македонија, која беше од отворен карактер. Земјоделците бараат промени во програмата за директни плаќања за 2026 година со корекции и да важи програмата од претходната година. Не се согласуваат и во делот на условеното субвенционирање, каде помалите земјоделци ќе бидат исклучени од државната поддршка. Посебен проблем е исплатата на заостанатите субвенции, велат земјоделците. Што се однесува до субвенциите, значи има заостанати субвенции во нашата гранка по мерка 1 број 1.17 за подоцна продолжени договори. Некоја мерка беше таа интервентна, потоа за регистриран земјоделец за 2 години и третата мерка по површина и за семенски материјал. Значи тоа е за посевите во 2024 година. Есенски и 2025 сончо глебченка за пролетта, значи. Имаше порано мерка, се даваше интервентно унапред за да се помогне сеидбата, но годинава не се исплати. Есенската сеидба би поминаме без помош, еве и пролетната ќе помине без помош. Премиерот Мицкоски уверува дека простор за загриженост нема, бидејќи залихите од горива се задоволени и потребата од нафта целосно се покрива. Но земјоделците алармираат за проблеми при набавка на нафта за работни потреби на прагот од пролетната сеидба и почетокот на производната сезона в поле. Бараат гаранции за стабилна цена и можност да се снабдат со потребните количества гориво за обработка на земјоделските површини. Доколку цените пораснат без контрола, без поддршка на државата, земјоделците не ќе можат да ги подмират основните потреби и ќе работат со загуба, вели Тони Петковски од битолското село Велушина. Вчера ми се јавија преку 50 сточари и земјоделци кои одеа по бензинските пумпи да наточат гориво, да земат нешто поевтино, беа вратени, не му беше дозволено да земат поголема количина на гориво по една туба или со трактор. Како може човек од 50 км далечина да дојде до бензинска пумпа, да земи само во трактор или на тумба, тој ќе ја потроши. Фактички имаме голем проблем. Пролетната сеидба е на праго, така да претежно за нас сточарите и земјоделците му е потребна и моментално во оваа пролетна сеидба помош од владата за субвенционирана нафта, зелена нафта, да ни помогни и да се стабилизира цената, да не оди преку ноќ 100 денари, затоа што ако сега почнеме да работиме со скапа нафта и скапи горива, а цените нагло паѓа, нашето производство да ќе биде опасно за сточарството и за земјоделието. Во пресрет на Меѓународниот ден на жената и изборот на професијата може да биде остварување на сонот за една жена. Жаклина Спирковска-Андоновска е единствениот професионален возач во Прилеп и една од ретките во Македонија. Не мора да значи жена или маж, тој што ги почитува правилата ги почитува без разлика дали е маж или жена. Сепак не можам да речам дека нема лоши возачи, да речам и во мажите и во жените, ама има и добри возачи и меѓу мажите и меѓу жените. Сакав автобус да возам и таа ми е желбата. Бидејќи ако нешто друго посакам, мислам дека и че си го исполнам. Што е предноста кога ќе речеме дека жена е возач? Бидејќи жените, за разлика од мажите, еве, ако не друго, водат повеќе грижа. Дали е тоа една од предностите за да се биде жена професионален возач кога е директно во сообраќајот на македонските патишта или е нешто друго? Па да, жените, јас викам како мајки, секогаш се погрижливи. Мислам тоа е мислење мое. Ама сепак зависи од индивидуи. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала до умерена локална облачност.
Чедува умерен до слаб ветер од северен правец. Во Прилеп сончево со мала облачност. Минималната температура се спушти до -2, а максималната достигна до 15 степени. Според најавите од управата за хидрометеоролошки работи, утре ќе преовладува претежно сончево време. Потоа во следните 2 дена ќе има зголемена облачност со услови за слаб локален дожд и пониска дневна температура. Временска прогноза. Продукција Радио Пела 2026. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.